Мило ми е дека сме во толку голем број собрани денеска да го чествуваме јубилеот 100 години од раѓањето на големиот херој Карпош. Нашиот сојуз постои веќе 70 години и во својата програма како општествена организација си има зацртано да ги одбележува битните настани од нашата историја да останат во осеќавање и да оставиме некој материјален траг од нашите активности кои се поврзани со нашата светла традиција. Во тие 70 години имаме повеќе манифестации, од кои една е оваа година што ја правиме. Тоа се 7-те народни херои кои имаат 100 години од раѓањето во текот на 2021 година. Ние сакаме нашиот јубилеј да го почнеме минатата година, која е навистина 70 години од основање на Сојузот. Меѓутоа пандемијата не спречи и замислата за хероите од 2020 ќе остане за некои други времиња. Доаѓа 2021 благодарение на соработката со Македонска пошта, која излезе во пресред и даде веднаш екипа да не сослуша што сакаме да направиме. А именно сакаме да се подсетиме на имињата на 7 народни херои кои оваа година има 100 години од раѓање. Треба да ги кажеме генерал Васко Карангелевски, Крсте Црвенковски, Борка Талески Модерното, Христијан Тодоровски Карпош, Ванчо Прке и Илија Игески Јовановски и Славчо Стојменски. Ние успеавме да направиме во рамките на нашиот проект 7 пригодни пликови кои ги задоволуваат меѓународните критериуми за филателистички материјал. Тоа е специјална една форма која здружува плик, марка и печат. Во нашиот конкретен случај денеска имаме плик кој има символ на херојот по избор на уметници, потоа печат кој го работи Македонска пошта, врзан за денот 3 септември и пригодна марка која во нашиот случај ја одбираме како градот во кој е роден херојот или некој мотив од ноб. Во конкретниот случај ние се одречиме за знамето. Цртежот на пликот е многу интересен, бидејќи од Карпош нема зачувано така речи фотографии, ние замоливме една академска сликарка, Воскресија Андреевска, да направи своја визија на ликот на херојот. И мило ми е кога загледав дека визијата е таа што и скулпторот ја презел. Ние многу и благодариме што се вели беневолентно ни отстапи на користење на нејзината авторска работа, која подоцна ќе биде изложена во некој простор во Скопје. Втора работа која сакам да ја нагласам беше дека има повеќе институции што го носат името на херојот. И ние нормално уште во април месец се обратиме до општина Куманово како родно место и до општина Карпош во Скопје како институција која го носи неговото име. За жал, во Скопје не можеше да се одржи во општината затоа што не префрлија на училиштето кој носи негово име Карпош. Меѓутоа дојдоа новите протоколи за пандемијата, не е возможно во затворен простор ништо да се направи и го одложивме за некоја идна прилика. Благодарение на вашата љубезност да дојдеме овде, да го представим пликот, ни правите чест, ние правиме чест на херојот, вие правите чест на Сојузот на неговата општествена работа. Се потрудивме да видиме дали има други институции кои го носат името на херојот. Откривме дека поранешната касарна во Куманово, Карпош, денеска тоа име е префрлено на гарнизонот во аеродром Скопје. Така што ќе направиме таму веројатно поскромна во нивниот според нивните овие правила, мала промоција и се надеваме дека пандемијата ќе возможи кај децата во училиштето Карпош да направиме промоција. Битно ни е зашто филателијата е дејност која полека заради времето се ограничува на постари луѓе. Идејата ни е да го живнеме филателијата кај помлади луѓе. Уште некој збор би искажал за досегашните промоции. Значи, за генерал Васко Карангелевски армијата ни излезе во пресред, ни ги отстапи просториите на домот на армијата и во присуство на семејството направивме една промоција, тоа беше прва во редот од 7-те. За Крсте Црвенковски, чиј роден ден за жал веќе помина, најавено ни е дека МАНУ, Институтот за национална историја, ќе направат еден собир во кој ќе има посебен блок за Крсте Црвенковски. Наместо во Прилеп да биде, ќе мора да ја направиме во Скопје во моментот кога тие две институции ќе се согласат со каква програма ќе работат. И потоа одиме на Благоат Талески,
кој е многу интересна личност, зашто библиотеката во Прилеп го носи неговото име. И веднаш добивме согласност во нивните простори да направиме промоцијата во екот на порастот на заболени во Прилеп. По посебни протоколи се направи таа промоција и многу ни е драго дека тоа успеавме. До крајот на годината ни преостануваат, значи, Славчо Стоменски, Илија Игески, Ванчо Прке Сермен и, како што реков, Крсто Црненковски, се надеваме дека и тоа ќе го направиме.